Мир вам. Ја озвучуваме оваа книга Друм за Македонија, Тихомир Стојановски, тоа сум јас, професор на Факултетот за драмски уметности. Издадена е 97 година од едицијата Лицеум. Тоа е мојата прва книга, инаку е пишувана неколку години наназад, значи веќе 30 години, и таа допира некои точки на македонската состојба, од која не се извлечени поуки како сатанскиот свет уништува еден Исус Христов народ, запишан во живото слово Исусово, кое не се брише. Значи, ова не е книга за омраз, иако ќе видите тука интересни тези и теми. Зборува за љубовта и за тоа како да останеме во царскиот Исусов закон на љубовта, сите на македонскиот полуостров, постмакедонски идентитети, покрај македонците, бугарите, србите, грците, албанците и сите словени и сите други. Графити на македонскиот граѓанизам. Средбата беше случајна, 176 страни, ако ја има на интернет сајтот на Виц Богов. Средбата беше случајна, ненамерна, ако предпоставиме дека ја изготвил лично Пантелеимон, како што го нарекуваат они свети Пантелеимон. Денеска јас ви велам дека само Господ Исус Христос е свет, но има светиите негови можат да бидат свети ако се еден дух и едно тело со него, или како што велат тие пресветата Богородица. Богородица не може да биде пресвета. Нели? Таа е само сад кој е употребен да се овоплоти Господ Исус Христос. Горе во манастирскиот комплекс под една црница седнаа на дрвените маси астали представничките на педагошкиот завод од Скопје и Штип и театарот Скрби и утеха. Сте слушнале? На истата маша седеше поетот Михаил Ренџов и Доне Донев, кој последниве неколку години изведе неколку монодрами со историско-национална содржина, што е потребно во македонскиот случај, бидејќи се забранува македонската официјална историја. Во еден момент ги прашав дали навистина имаат намера да воведат предмет граѓанска историја наместо национална. Тие одговорија дека моментално тој предлог е стопиран, значи ова е пред 30 години. Денеска гледате каде е дотерано. Потоа под црницата на дрвената маса пиевме малку ракија, каснавме дребна пастрамајлија, изборувавме за македонската историска вистина. Светиот Пантелеимон, се разбира само Господ Исус Христос е вистински свет, исцелителот, Исус е исцелителот, ни подари еден прекрасен македонски ден. За името на градот се раскажуваат две сторенија. Едното е дека името доаѓа од кочините за свињи, кои биле градени крај реката, нели кочини и кочани. А втората зборува за трговецот Кочо, кој тргувајќи во Кина, купил две шатки кои претходно ги најал со оризова арпа, ги заклал да не се свари арпата, семето на оризот, и ги донел во Македонија, на македонскиот полуостров. Така врската на Кочо, кочанскиот кинески ориз и името Кочани добива историска димензија, историско растојание, ширина. Инаку името на градот првпат се споменува во грамотата на деспот Оливер Јован, властелин на цар Душан, македонскиот цар Душан, чија што грамота почнува јас македонскиот цар Душан. Нели тој самиот кажува за себе што е и кој е, тоа е веќе 14 век. Деспот Оливер Јован се споменува селото Јастребник како економски центар за преработка на железна руда. Во 9 век во Кочани имало 4 цркви меѓу себе поврзани со тунели, од кои една влашка. Мора да има влашка, своја црква, нели? Они сакаат своја. Црквата е инаку на Господ Исус Христос, ако не сте знаеле. Сите овие податоци ни ги дава познатиот новинар. Има и бугарска, и грчка, и српска, не се само властите. Да не речеме дека имам нешто против некого, не, тие се едноставно луѓе кои имале граѓанска опција, биле богати. Тоа се веројатно македонци кои го примиле римското граѓанско право. Сите овие податоци ни ги дава познатиот новинар, публицист и еден од основачите на кочанската театарска група, господинот Киро Герасимов. Во манастирскиот комплекс е црквите Свети Пантелеимон и Света Богородица. Првата е трикорабна, втората еднокорабна. Се разбира, Господ Исус Христос не живее во ракотворени храмови. Нејта надамева, тој треба да живее во твоето срце. Нејта надамева сонила еден сон дека на местото на манастирот ќе најде вода. И така таа слепа дошла до лековитата вода и се вратила по конецот кој го оставила зад себе. Видете,
Водата тогаш била богатство. Се разбира, ќе излеам од мојот дух во последните дни, тие ќе пророкуваат, ќе гледаат соништа и така натаму. Тоа е едното од преданијата за манастирот, нели, Неитана Димова. Второто зборува дека двајца монаси од Лесново сониле сон да дојдат тука и да ја најдат водата. Види, имаме физичка вода, Исус вели жива вода од секоја утроба да потече, да стане извор на живот вечен. Кирил и Харалампие се напиле од лековитото изворче и така и денеска под манастирот се наоѓа лековитиот цар, дап, нели, осветата црна вода која истекува од дупката во борот. Ме сепна црковно пеење. Михаил Ренџов го ослободи поетскиот си глас, го поддржуваа Страшко Милошевски и Владе Денчов. Скрбистите на театарот Скрби утеха, деновиве кладенчето во Свети Пантелемон за кое се веруваше дека не пресушува, остана без вода. Каде текло пак ке тече. Успеав со канчето да загревам неколку капки од водата. Палиме свеки, потоа излегуваме во дворот, северната страна на манастирскиот свод пропушта вода. Може би лековитото било пресушило од болка за света, како што викат, пресвета култ кон Богородица. Како што сега денеска во таа песна што ја пеат, дека таа исцелува и спасува, не селува. Таа изврши едно дело, беше сад го оплоти Исус. Исцелителе само Господ Исус Христос. На влезот на еднокоравното црквиче преку фреските изрезбани во зидот, напишани имиња на војниците кои служиле во поранешната JNA. Значи на фреските изрезбани нивните имиња. Ме подсети тажната гледка на мала преспа на островот Малград во Албанија, црквичето. На островот град изградено од цар Самуил, македонскиот цар, имаш идентична судбина. Таму преку фреските во телото на светиот храм ги врежале своите имиња војниците на комунистичка Албанија. Две опела на македонскиот погром, вандалски балканизам, варваризам со антимакедонски елементи, да викат Балкан, крв и мед, а суштински Балкани значат планини, планинска земја. Вистинското именување е Македонски полуостров, Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски, како што запишал Господ Исус Христос, и тоа не се брише, дува ветре во црковниот двор, се заниша црницата. Од другата страна на манастирскиот астел, млада јаболкница, зборува за македонската национална историја, не за граѓанската, зашто само ние немаме право да зборуваме. Нели? Кога игравме представата 96-та година, ние со апостол Павле, првпат одиграна во Македонија, и Лидија Павле, по крстувањето на Лидија Павле ја играше Страшко Милошевски и Бети Мемич од македонска телевизија, и снимено во документарно играниот филм Бакниго сонцето, отиде на повеќе фестивали за нашата историска приказна која се уште е прикриена, за политиката која не денационализира, не граѓанисува, граѓанизам, гра, не претвора во единки без корен, без стебло, без приказна. Зборуваме за јаболкницата која, ако продолжи граѓанската иницијатива за забрана потиснување на историјата на Македонија на Петајушкиот завод, ќе стане јаболко на раздорот, за црницата, за црнилата, за светиот цер под манастирот кој пресушува, може би од болка за манастирскиот комплекс Света Богородица. Само Господ Исус Христос се свети, тој спасува. Та погледам под зидот на еднокорабниот свет храм кој знае и се отцепува од манастирот, со сите оние војнички клети писанија врз неговото тело. И јас ќе напишам нешто, нели? Влагата го сторила своето. Прашање на денот е кога зидот ќе тресне на земјата. Прашање на денот македонскиот зид или зидот на манастирот. Берлинскиот зид се урна, а македонскиот се уште стои. Заминува автомобилот на педагошкиот завод по грбот на планината. На манастирското масице остана да зјае македонското стрниште, остатокот недожнеано жито, кое со граѓанизмот како национална категорија полека се претвара во угар, во изорана нива оставена, насеана за да прележува така, да се угарисува, да гасне, да темне, да слабе с краја да е. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Се спуштаме и ние откочани на кај манастирот.
се нижат селата Нивичани, Пантелеи, Бели и Рајчани. Во село Рајчани падна убиен во судир со турската војска и председателот на републиката, крушевчанецот Никола Карев во лето Господово 1905. Толку крв се пролеани за македонскиве работи. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Горе во манастирскиот двор ги оставаме црната вода од светиот цер, сводот кој прокиснува, слепата најтана Дамева, монасите Кирил и Харалампие, зидот кој под притисокот на водата се отцепува пред манастирската врата. На манастирот Света Богородица, само Господ Исус Христос е свет, и нејзините фрески и шарани од рацете на војниците, на една поранешна армија, систем, знаете, можеби некаде тука талка и душата, духот на Никола Карев, председателот, се разбира душата, се враќа кај оно што е дал во Царството Божјо. Ние сме скал од земја, вдахнат дух во душа, биди битие почетокот на Стариот Завет. Застанавме во Нивичани под една дренова лоза, не може македонец да не ја прочита Библијата. Срамота е. Зошто? Па затоа што таму сме запишани ние. Тоа е идентитет кој не може да го избришат како израелците и ние. На заедисонце пред селската црква продавница во Нивичани, која го носи името Илинден, играме делови од представата. Потоа селскиот песнопеец викна една од душата и за нас. Тоа беше нашето почитување кон председателот крушевчанецот Никола Карев. Ние често игравме представи, потоа ќе седнеме во селската продавница. Тоа го правил Евгенио Барба, театар Размена трампа. Ќе каже некој монолог страшно, кај почнуваше, па некој друг па Денчов ќе стане, па јас ќе стана. Па ќе дојдат од селото, ќе почнат тие да пеат, да раскажуваат и така се правеше тоа поврзување. Слава ти, Господи Исусе Христе. Во ноќите додека драмувавме на кај дома не натиска граѓанизмот како кој сака да не стори единки без корен, да не откорне од лозата која посадил Господ Исус Христос, македонец, Македонија, да не направи без стебло, без приказна, без идентитет. И со новата граѓанска концепција за историјата на педагошкиот завод да стане јаболкница на раздорот. Видите, сега бугарите дојдоа, няма македонци, потпиша оној таму кукурајко лажот. Со атинците договор, па со албанците имаме рамковен договор, па сега уште еден договор. Трго интерес кој го продава македонскиот народ, твојата душа сака да ја продадат македонецу. Не е доволно, македонци мои, не е доволно приказната за кочанско-кинескиот орис за да се биде нација. Треба да се има сила Исусова, водени од Духот и да се следи трагата од Хомера до денеска се разбира. Основниот клучен документ е духовната историја на Македонија, која е единствено реална. Се што не е од Исус не е реално. Надоаѓа водата од светиот цер на Пантелеймон, додека бродиме низ ноќта. Броди, оди, води, војводи, пее манастирската црница. Не може туку така наеднаш да се граѓанисува македонскиот народ. Видите, денески двојазичност, бидејќи тие не знаат македонски јазик, им се дава право да зборуваат на свој јазик, да увезат народ од Косово до Албанија. Тие си се поврзуваат преку нашиот буџет и земја, каде речете да живеат, но еве сега имаме во високо образование, среќаваме, студираат на нашите факултети, не го знаат македонскиот јазик. Тоа исто така аномалија и отпор, гледате која концепција се прави. Еве сега денеска заминува Језевула од Скопската тумба, ја повлече јавачот на апокалипсата, челникот на земјата која направи многу војни од онаа страна на големата вода. Те сакам, Господи Исусе Христе, македонци, држете се за Господ Исус Христос. Само со него се победува овој лажен, паднат ѓаволски свет кој сака да ви избриши, исто како и Израел, со сите мани, барем Израел се бори, но се уште убива луѓе и не го признава Исуса. Ние го признаваме Исуса условно, говорно, но срцето ни е далеко, си славиме своји слави, своји манастири, своји цркви, своја вера, своји празници. Ние зборуваме Исус да се прослави во твоето срце, во моето срце. И затоа имаме една мала молитвена војска со трудници кои се молиме. Не фрламе бомби, не убиваме. Молитви. Се уште не се забранете молитвите и кога ќе почнете да ги забранувате, доаѓа Исус да наплати за сиот грев што сте го правеле. Таа нељубов што е фрлена на тие постмакедонски идентитети, бугари, срби, грци, албанци, сите словени, кои
тврдат дека нема македонци, нешто што создал, што единствено го има, се македонците, другото е се сатански нации создадени на темел на лага. И тоа им недостасува, нив без Македонија, они немаат ништо. Сите историски личности се македонци, речиси, живееле во Македонија или постмакедонски идентитети. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, Господе Исусе Христе, еве повторно како апостол Павле повикувам, дојди во Македонија и помогни ни. Амин до Царството Божие. Македонија, земја Исусова, Исус Христос, цар на македонците. Амин.